Moja rudino, bakneš do nebo visoko, zašto raskажуваш ти? Стадата да заблеале, овчари да запеале, или пак тагуваш ти? Драги гледачи, добар ден. Основна девиза на развојната ориентација на нашата земја е енергија, храна и суровини, политички дефинирана во заклучоците на 10-тиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија, а која своето место го доби и во среднорочните и долгорочните планови за развој. Секако дека ваквата ориентација ќе биде централна тема на престојниот конгрес на синдикатите на работниците од земјоделството, прехранбената и тутунската индустрија. Производството на храна има приоритетно значење во стопанскиот развој на нашата земја, затоа уште повеќе ги изголемува обврските на синдикатот од спомнатите дејности. Од друга страна, земјоделството се повеќе има и функција на производител на суровини за индустрискиот развој. Во рамките на остварувањето на овие крупни задачи, ќе се движат и дискусиите на 270 делегати на 5-тиот конгрес на овој синдикат, што ќе се одржи на 17 јуни во Белград. Една од основните задачи што пред себе ја поставува синдикатот е засилената активност за што поинтензивно здружување на трудот и средствата на индивидуалните земјоделски производители со општествениот сектор. Само на тој начин индивидуалното земјоделство, па и вкупното земјоделско производство ќе може побрзо да се развива. Како да се создават услови и да се привлечат индивидуалните производители во задругарство и кооперација, ќе биде главна преокупација на престојниот конгрес. Првиот филмски прилог од денешнава емисија е од полињата на топлиот југ од нашата република. Во Гевгелиско, Паландовско и Струмичко бербата на ранните градинарски култури е во полнек.
се добива впечаток дека овогодишната берба на раното градинарско производство поорганизирано се одвива. Масовниот откуп на доматите започна. Колку дневно вие откупувате во вашата единица? Во нашата работна единица денови откупуваме од 35 до 40 тона дневно домати. Од кои услови ги откупувате од индивидуалните земјоделци? Ние ги откупуваме од нашите кооперанти кои имат договорено производство, со нив правиме договори за на домати. Сметате дека нормално ќе се одвива до крајот од откупот? Рачунаме на тоа нормално, ќе зависи од временските услови и од квалитетот на производство. А промената на откупната цена како ќе се движи? Промената откупна цена ќе зависи од квалитетот и од продажбата на нашите пазари. И од конкуренцијата од другите наши купци. Према ова што може да се види, доматите се мощно и добар квалитет. Добар квалитет, кога говорам за временските неприлики, денови ве почна да биде висока температурата, може да дојде до тоа да има слончеви флеки на доматот, па може да дојде до паѓање на цената и паѓање на квалитетот. Со откупот на другите земјоделски производи како стоите? Со откупот на другите земјоделски производи добро поминавме, така да компирот е откупен, зелката ја откупивме, оно што не се откупи, му гарантираме на луѓево да му даеме откупна цена, така да ако треба да ја фрлиме. Откупната цена е однапред утврдена или се таа утврдува секојдневно? Секојдневно се утврдува. Вие сте раководител на ова откупна. Раководител на ова работна единица. Како се викате? Трајков Ристо. Илјо Мандалов од село Стојаково меѓу првите подигна ваква оранжерија за рано градинарско производство. Какви искуства, другар Мандалов, носите од овогодишно производство на ран домат? Од овогодишно баш не сум задоволен, значи према како требаше да бидат. Зашто? Што се причините? Дали конструкцијата на оранжеријава, стакленик? Тоа што ветрот открија, значи не биде добро изработен како треба. Не се изработи од страна на производителот да. на... Това градија. А дали се исплаќа подигање на вакви пластеници, на вакви оранжери под пластична фолија? Кај да кажем, прилично е скапо за вакви да се приватен да исплата, значи. Само ваа година слаб резултат ќе има од неја. Откупни цени се баш не се задоволителни. Бидејќи многу скоро ги менат цените. За 2-3 дена менат цените одман. А на пазарот се многу повисоки, поскапи цените по продавниците. А затоа пак вас ви се гарантира откуп, ви се гарантира да производството не пропадне. Сега за сега има такова, значи може да се потрошувачка, сега се гарантира. Сепак се исплаќа. Пак ќе се исплата сигурно, да. Штом се работа мора да се исплата. Во подрачјето делува и конзорциумот Евгелиска котлина за организација со прометот и производството на раното градинарско производство. Инженер Никола Динев е директор на конзорциумот. Другар Динев, каква е состојбата оваа година? Какво количество предвидувате да се соберат на раноградинарски производи, особено на доматите? Во реонот на Гевгелијска општина во полнек е откупот и пласманот на раниот зеленчук, особено на раните домати. Вкупно
се очекува во реонот покрај Гевгелиска општина, Валандово, Струмица и другите, околу 30.000 тона, од кои 25.000 тона се исклучиво во подрчето на општина Гевгелија. Ке се надминат ли досегашните проблеми околу организацијата со прометот на производството? Иако проблемот на откупот и пласманот од аспект на организираност на производителите на подрчето се решава, сепак целосно овој проблем не е заокружен. Се уште односите измеѓу производителите и прометните организации не е целосно решен. Односно не е усогласен и со начелата на Уставот, зашто треба секако во наредниот период да се тоа заокружи. Во таа смисла потребно е превземење на соодветни мерки во наредниот период, за да се тоа и постигне, односно ублажат последиците кои што се јават во текот на откупот, особено во оној момент кога понудата на производството е многу поголема во дадени моменти од побарувачката, а дел од производството не се превзема целосно. Така да сме оставени во некои моменти да го решаваме тоа сами на свој начин, односно да го даваме за преработка на салца или пак самите производители директно да го пласират на пазарот во Југославија. Што превзема конзорциумот овакви случаи? Конзорциумот како асоциација на организациите на подрчјето кои вршат откуп, за сега има превземено соодветни мерки околу производство, усогласување на производството, околу откупот и откупните цени кои што се еднакви во сите организации, меѓутоа сепак поради постојните нецврсти односи со прометни организации се уште и се јавуваат вака прекини во тој однос на целосно до оформување и до организирање на производство од самото производство па до продажбата на истото. Пред да го заклучиме нашиот разговор, можеме ли да констатираме дека оваа година ќе имаме подобри услови? Предвидувањата се малку не вака пријатни, меѓутоа напорите се заеднички што ги правиме со организациите кои што вршат откуп се вака поозбилни, меѓутоа викам покрај тоа што ќе зависи од самите организации кои што вршат откуп и промет, ќе зависи и од временските услови, поготово како тоа производство ќе пристига во дадени моменти, односно дали не ќе се јави еден поголем прилив на домати во дадени моменти, па да предизвика и соодветно стихија на пазарот и откупот. Благодарам многу. Носител на земјоделското производство, како во социјалистичкиот сектор, така и во индивидуалниот сектор во Гевгелиско, секако е земјоделско-индустријскиот комбинат Вино Југ од Гевгелија. Другарот Ристо Франгов е генерален директор на овој комбинат. Другар Франгов, во подрачјето каде вашиот комбинат делува, многу интензивно е земјоделското производство. Како соработувате со индивидуалните земјоделци и воопшто како ги имате организирано земјоделското производство? Откупот на земјоделските производи и целокупната дејност од раната пролет до касна есен. Уште минатата година ја согледавме потребата да се уставно престроиме и поред неколку основни организации на Сдружен труд ја формиравме ова основна организација на Сдружен труд која се бави исклучиво со откуп и кооперација со индивидуалниот сектор. Основната интенција ни беше да се организираме на нови основи, да ги согледаме нашите стари грешки и со квалитетни промени да се доближиме до индивидуалниот производител, да го заинтересираме за оваа целокупна проблематика и да му овозможиме да учествува во расподелбата и во формирањето на доходот. Во тој поглед, како што е познато, има веќе покажано низа позитивни резултати. Тие резултати веќе доаѓаат до израз нарочно оваа година, а како еден податок можем да го спомнам тоа што
како и секоја година, и оваа година имавме проблем во пласманот на некои рани земјоделски производи, меѓу кои на зелката. Нашата основна организација на Сдружениот труд, откуп и кооперација и комбинатот во целина одлучи да на индивидуалниот сектор им гарантира минимална откупна цена на производството, со тоа што се овозможи да се напушти стихијата, да се ствара вештичка клима, дека производство нема да се откупи, така да створивме една сигурност кај нив и полека се дистрибуира таа зелка низ целокупниот југословенски пазар. Што им гарантирате вие, друже Франгов? Пред се им гарантираме дека целокупното производство, без обзир на пазарните услови, ќе им го откупиме и ќе им го платиме на производителите. А наша е задача и наша е брига да тоа производство го пласираме низ југословенскиот пазар. Сигурно е дека таа е голема обавеза за нас, меѓутоа тоа е резултат на нови односи која треба да доведе во наредните години да се планира целокупното производство и да не се произведува оно што смета дека е потребно производителот, него ние да делуваме кај него на време, да го планираме целокупното производство и на таков начин да обезбедиме гаранција не само за зелката, него и за другите производи. А од нив, од нашите кооперанти, бараме пред се квалитет и дисциплина во производството. Благодарам. Тука е инженер Симеон Јанев, директор на основната организација на Сдружен труд за кооперација. Другар Јанев, на кои принципи кооперирате со вашите кооперанти? Пред се ние настојуваме да судбината на кооперантите ја споиме некако со судбината на нашиот комбинат, односно со самата основна организација за откуп и кооперација. И во таа смисла и веќе одредени кооперанти се вклучени во нашите самоуправни органи, така да и тие ќе бидат вклучени при самото одлучување за понатамошното кооперирање, односно за понатамошната прерасподелба. Колку вкупно кооперанти до денес има? Колку луѓе со вас соработуваат? Бројот на кооперантите од година на година се зголемува, меѓутоа ние настојуваме да ги опфатиме баш тие кооперанти кои се за чврсти договори, кои ќе сакаат од нас да ние ги исполнуваме нашите обврски, а исто така се спремни да и тие во таа смисла одговараат. Другар Јанев, дали ќе учествуваат кооперантите во крајната пресметка на производството? Веќе спомнавме дека во нашите самоуправни органи ќе бидат вклучени и кооперантите, према тоа и тие ќе си го дадат својот глас, односно ќе бидат присутни на разгледување завршната сметка на основната организација и тие заедно со нас ќе одлучуваат колку и на кој начин ќе извршиме дальна прерасподела на тие средства. А да спомнеме уште еднаш, другар Франгов, ќе стоите ли чврсто на договорените обврски со индивидуалните производители? Ако сакаме нови односи да воспоставиме со индивидуалниот сектор, ако гледаме перспектива во тој индивидуален сектор, а тука се перспективите прилично широки и се нудат големи можности, према тоа ние како комбинат мораме да стоиме чврсто за тие наши обавези, за да бараме и од кооперантите да ги исполнуваат своите обврски према нас како комбинат. Како пример, само можам да наведам дека од минатата година, од завршна сметка, од констатацијата дека имаше подобри резултати во преработката и пласманот на грозјето, ние веќе одлучивме еден дел од тој остаток на доходот да го вратиме на нашите кооперанти за одредени сорти на грозје кои треба да се изврши во текот на овој месец. Значи да се надеваме дека ваквата практика и оваа година ќе го следи. Ако биде се така како планираме, сигурно и за наредна година ќе можеме да се пофалиме со некои добри резултати. Јас ви благодарам многу. Драги гледачи, во убавиот амбиент на Дојранското езеро, познатиот дует Митева Узунов, придружувани од оркестарот на Драги Митев, ќе ја исполнат популарната народна песна Едно мало моме. Да ги чуеме.
праша и за мајка праша. Расна и порасна и за мајка праша и за мајка праша. Кажи, кажи, тате, кажи, кажи, тате, кажи, кажи, тате, аде мојта мајка, аде мојта мајка. Кажи, кажи, тате, аде мојта мајка, аде мојта мајка. Твојта мајка, сине, твојта мајка, сине, твојта мајка, сине, од црната земја, од црната земја. Твојта мајка, сине, од црната земја, од црната земја. Во Прилеп на 27. мај свечено беше прославен 50-годишниот јубилеј на Институтот за тутун. Полувековното постоење на тутунската наука, токму во најголемиот центар за производство на далеко познатиот квалитетен ориенталски тутун, представува редок јубилеј не само во Македонија, туку и во нашата Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Основањето на научниот институт пред 50 години ги навестува и првите никулци за развојот на младата тутунска наука во овој дел на Балканскиот полуостров и стави видливи траги низ децении и за векови за развојот и историјата на духовната и материјалната култура на Македонија. Токму затоа, покровител на овој јубилеј е Собранието на Социјалистичка Република Македонија, представено од Благоја Талески, председател на Собранието, кој ги поздрави присутните и одржа пригодна реч, при што го истакна големиот придонес на работните луѓе од Институтот за тутун во Прилеп, за развојот на тутунското производство и научната мисла, како голем придонес за афирмацијата на нашата наука и творештво во земјата и светот. На свечената седница, реферат за 50-годишната истражувачка и применувачка работа на Институтот за тутун поднесе директорот доктор Јосиф Мицковски, кој покрај другото истакна дека производството на тутун во Југославија, а посебно во Македонија, е тесно поврзано со всестранното делување на институтот. Досега од ова научна институција објавени се над 900 научни и стручни трудови, бројка што зборува за обемна експериментална работа. Во нашата република, во повоениот период, производството на суров тутун е зголемено за 2,7 пати. Паралелно со тоа се зголемувало и производството во фабрикацијата за цигари и достигнало ниво на околу 22% во вкупното југословенско производство. Значајно е да се напомене дека во нашата република во примарното производство на тутунот се ангажирани околу 75.000 домаќинства со околу 300.000 жители, додека во обработката, фабрикацијата и прометот учествуваат околу 7.500 вработени. Уште првите чекори на институтот по формирањето на опитната станица во 1924 година се насочени кон она што како нишка се провлекува низ годините на постоењето и работењето, да го вградува својот творечки придонес за развој и унапредување на производството на тутун и научната мисла за тутунот. Со цел да се унапреди тутунското производство во сите изминати години, вработените во институтот
од кои 5 мина се доктори на науки, 20 магистри, 17 научни и стручни соработници, повеќе лаборанти и техничари, работат макотрпно на селекција, агротехника, заштита на тутунот од болести и штетници, технологија со ферментација и фабрикација и слично. Институтот органски е поврзан со организациите на Здружен труд за обработка и откуп на тутун, како и тутунските комбинати од Социјалистичка република Македонија. Покрај давањето на комплетни современи решенија на нашата тутунска индустрија, Институтот служи и за создавање и издигнување млади кадри неопходни во производствените организации на тутунот. Би можеле да набројуваме голем број резултати од научно-истражувачката дејност на колективот на овој институт, меѓу кои создавање сорти тутун кои представуваат база на производството на тутунот не само во Македонија, туку и во Југославија, проучувањето на својствата на почвата и климатските услови, давање долгорочни проекции за приоритетните задачи за унапредувањето на тутунската индустрија, постојано ангажирање со расадопроизводството, примената на механизираната заштита од штетници, машинското расадување на тутунот, упростувањето на домашната манипулација од областа на ферментацијата и слично. Во институтот перманентно се врши контрола на квалитетот на цигарите и се испитуваат тутуни најпогодни за производство на бараните цигари на денешниот пазар. Се истражува во областа на делувањето на пушењето врз здравјето на човекот, а поврзано со количеството никотин и други штетни материи во тутунот. Како резултат на ова истражување може да се каже дека цигарите кои денеска се произведуваат во нашата тутунска индустрија имат минимално количество никотин, а добиени се тутуни кои можат да служат како сировинска база за цигарите, а кои скоро да немат во себе си никотин, а при тоа да не ги менуваат другите материи што го градат тутунот. Прилепскиот институт за тутун е еден од најсовремените институти. Тој соработува и оддржува врски со сите позначајни светски научни институции, а посебно е значајно тоа што во институтот повремено преку меѓународната организација Кореста дава стручна помош на земјите во развој. Информирањето на јавноста за постигнатите резултати и нивната примена во практиката, институтот го врши преку своите годишни зборници и југословенското научно списание Тутун Табако, чиј издавач е Прилепскиот институт. Другар Мицковски, кои позначајни резултати вашиот институт ги постигнал, а имат особена важност за практиката? Од посебно значење е тоа што Институтот за тутун во Прилеп ги издвоил и ги створил основните сорти и типови тутуни, кои денеска представуваат база на асортиментот во производните райони во цела наша република. Со оглед на големото значење на семенскиот материјал, Институтот за тутун секоја година произведува репродукционо семе, кое семе се дели бесплатно на тутунните производители преку предпријатијата за обработка на тутун. На овој начин се запазува перманентно чистотата на сортите во нашата република. Не помала важност имаат решенијата од областа на производството за расад, од областа за ѓубрењето на тутунот, за наводнувањето, како и решенијата од областа на технологијата, ферментацијата, фабрикацијата и хемијата на тутунот. Врз основа на добиените резултати во производството на расад, создаден е собствен режим за дезинфекција на леите и на тој начин се е отстрането операцијата плевењето на расадот. Овој систем се састои со примена на хемиски препарати. Врз основа на резултатите од проучувањето на примарното производство, решени се и други проблеми со кои се скратуваат или изостануваат поедини операции од производството на тутун. Другар Мицковски, а кои се вашите позначајни преокупации? Познато ми е дека по случај јубилејот вие изградивте и пуштивте во работа современа лабораторија за научно-испитувачка работа. Во последните години на дворешниот и домашниот пазар
барат сорти тутуни со пониска структура и цена. Во врска со тоа, идната работа на институтот ќе биде ориентирана во создавање на такви тутуни што имат помал процент на никотин, на тутуни со неутрален вкус и на такви сорти тутуни што ќе бидат отпорни од болести и штетници. Оваков селекционен материјал ќе биде предмет на испитување во изградената современа биолошка лабораторија, во која ќе се проучават сортите од сите аспекти. На тој начин ќе се создадат сорти, како што реков, со помала содржина на никотин, сорти со неутрален вкус, кои што ќе бидат помалку штетни за човечкиот организам. Истовремено ќе се проучават и нова технологија во производството, особено во примарното производство на тутун, со цел да се скратат поедини операции и да се осовремени тоа производство. Јас ви благодарам за искажувањето и дозволете ми од името на нашата редакција да ви го честитам јубилејот со желба за натамошни работни успеси. Благодарам. Убавиот асфалтен пат кој поминува низ оризовите полиња не води кон кочанското село Зрновци, сместено во подножјето на Плачковица. Зрновци е населба со 500 домаќинства и околу 2800 жители. Условите за живот, како и начинот на живеењето, не се многу разликуваат од оние во градот. Зрновци е снабдено со сите потребни производи за добар живот. Амбулантата, поштата ги задоволуваат потребите на селото. Во Домот на културата, покрај редовните кинопредстави, често гостуваат уметнички ансамбли од другите места на Републиката. Во Централното основно училиште Тодор Арсов учат 700 ученика од Зрновци и другите блиски населби Грдовци, Прибачево, Мородвис, Видовишта и Геранци. Зрновчани целиот свој живот, својот напредок го поврзуваат со својата земјоделска задруга Зрновка. И не само тие, туку и жителите на спомнатите околни села. Основната дејност на задругата е производството на ориз од своите 150 хектари, како и на стопанството од индивидуалните земјоделски производители, чија вкупна површина изнесува над 600 хектари. Така во задружната фабрика, лупилница на арпата, се глазира и пакува годишно повеќе од 2500 тони од познатите сорти бел ориз, Маратели, Монтичели, Балдо, Сан Доминико и други. Покрај ова, задрugата произведува рани градинарски култури, афионово семе, кој исклучиво се извезува. Инженер Глигор Иванов е директор на земјоделската задруга Зрновка од Зрновци. Дугар Иванов, што сте вие се направиле до денес за здружување на земјоделските производители? Познато ни е дека вашата задруга опфаќа едно пошироко подрачје отколку само селото Зрновци. Нашата задруга е економски добро стојат, е стабилизирана и луѓето, индивидуалните производители имаат верба во неа и се зачленуваат. Меѓутоа, мојот длабоко уверување, кога би тие знаели какви права имат докрај, тие не би чекали ни ден, би се учленени до еден. Бидејќи со новите устави, со нашите прописи и статутот и правилникот и самоуправната спогодба, тие учествуваат во крајната расподела на нивните вложени средства и производи, било ориз, било афион и сето тоа друго. А каква е вашата активност како задруга за да ги уверите луѓето? Па видите, активноста, ние не сме се дали доволно на тоа поле да ги увериме, но практично мислам че увериме и ќе имаме крупни резултати. Ние и без тоа, на база на тоа учленување нино, сме дали големи средства за оваа година. Било тоа да е во репроматеријали, во машински услуги, стручна помош, граѓевински материјали, сето тоа друго е давано, бидејќи премалку реков да задругата економски добро стои и дава и има верба во луѓето, бидејќи тие покажаа до сега да своите задолженија ги честно измируваат према задругата. И задругата соодветно има поверење во производителите. Инако, Дугар Иванов, задругата што се направила за местото, за селото Зрновци? Па видите, задругата е една економска организација овде, кај што друга нема слична. И таа сакала или некила е доскочила во сите овие подухвати
од комунален карактер. Рецимо за патот сме дали 30 милиона кочани зрновци за асфалтирање на патот. За мостови сме дали, даваме за имаме спортски клуб овде у Зрновци, за него, за просвета и за ред други работи, за екскурзија на деца и за други сите овие потреби кои се појават од селски карактер, задругата Значи, не е Зрновка е главниот носител апсолутно на активностите. На активностите, како економски потенцијал таа го има во селото и со тоа се носи и понатака ќе учествува во сите тие промени на селото во духот на нашето социјалистичко друштво. Кон крајот на минатиот месец ние присуствувавме во Зрновци на свечаност што се одржа по повод 30 годишнината од победата над фашизмот, 30 години слобода и избратимувањето помеѓу Зрновци и Лесковачкото село Печењевце во Социјалистичка република Србија. Тој ден во Зрновци беше вистински празник. Гостите беа пречекани со мајско цвеќе, песна и свирка, со познатата наша македонска гостопримливост. На свечената седница беа разменети поздрави и пригодни подароци, монографии од збратимените Печењевце и Зрновци. Месна заедница Печењевце хтела е да се братими са неким селом из Социјалистички републики Македонија. С обзиром да у нашем селу Печењевцу постои предузеќе Радан koje se bavi preradom kafe, kao i pakovanjem pirinča, a s obzirom na to da u vašem selu postoji fabrika Zrnovka koja takođe otkuplja i bavi se ljuštenjem pirinča, te dve organizacije upravo inicirale su da dođe do ovog bratskog susreta. Mislim, upravo mi smo preko njih realizovali jednu akciju koja je, kako reče juče jedan na sednici, prava formula za istinsko širenje i dokazivanje, upravo i čuvanje onog bratstva jedinstva koje je stečeno u narodno-oslobodilačkoj borbi. Ние како граѓани од село Зрновци извршивме посета по покана на местната заедница од село Печењевци на 12 октомври. Тој е нивни традиционален празник, што се празнува како ден на ослободувањето на Лесковац, а заедно со тоа и ослободувањето на Печењевци. Остави ни многу добар впечаток, нивниот топол прием, нивното другарство, нашата заедничка веселба, а истовремено не можевме да не идеме на човек, а да не знае за нашето доваѓање во Печењевци. Преко овие наши зборови, ние сакаме да упатиме на сите граѓани од Зрновци и Печењевци кои што не се присутни на овој наш свечен скуп, да ние веќе сме го остварили тоа најважното, нашето традиционално братство, кое што ќе настојуваме да се пренесе и кај младите поколенија. Збратимените села Зрновци и Печењевце пред полна сала во Домот на културата за зрновчани и нивните гости прикажаа богато културно-забавна програма. На програмата беше изведен рециталот Слобода од учениците на збратимените села на македонски и српско-хрватски јазик. Квизот 30 години од победата над фашизмот побуди голем интерес кај посетителите. Запазени беа и фолклорните изведби од представниците на двете збратимени села. Брзиот развој на сточарството условен е најмногу од производството на големи количества квалитетна сточна храна за исхрана на добитокот. Веднаш да кажеме дека сегашното производство на фуражна храна кај нас не ги задоволуваат потребите. Не произведуваме доволно храна, а и квалитетот на храната во однос на содржината на хранливите материи
особено белковините, не можат да ги задоволат нараснатите потреби, а тоа се одразува и во производствените способности на добитокот. Потребите за месо и останатите сточарски производи од ден на ден се повеќе растат. Од тука доаѓа и до зголемениот интерес за побрз развој на сточарското производство. Во нашата република сточна храна во голема мера се произведува по ливадите и пасиштата, било тоа природно или вештачки, а еден дел и на ораничните површини. Кај нас се регистрирани околу 740.000 хектари пасишта и ливади, од кои 45.000 хектари ливади, додека останатите 695.000 хектари се природни припланински или високопланински пасишта. И покрај ваквиот огромен природен потенцијал, постојано се јавува недостиг на сточна храна. Приносите се многу ниски и во просек изнесуваат околу 22 метрички центи од хектар кај ливадите и околу 4 метрички центи кај пасиштата. Без друго ова произлегува поради слабата грижа за одгледување на ваков вид производство. Ѓубрењето и прихранувањето со природни и минерални ѓубрива како најелементарна агротехничка мерка не се спроведува. Мали исклучоци прават некои институции кои вршат мелиорирање на ливадите и пасиштата со опитни цели или за демонстрација. Стручњаците тврдат дека во нашата република имаме такви природни услови да со малку труд и вложување може да се зголемат приносите на ваков вид сточна храна за 3 до 5 пати. Повеќе години нашите сточари купуваат ливадско сено од Социјалистичка република Словенија, Босна и Херцеговина и од другите републики по цени кои се рамни на пченицата и пченката. Затоа мерките што нашето општество ги прави за создавање на крвна база се насочени кон обезбедување на доволни количества на сено и зелена храна за овој и наредниот период. Земјоделско-шумарскиот факултет и Земјоделскиот институт од Скопје, заедно со Републичката стручна служба за развој на индивидуалното земјоделство, изготви програма на мерки за зголемување на фуражното производство на ливадите и пасиштата во Социјалистичка република Македонија, преку подобрување на природните ливади и пасиштата и подигање на вештачки ливади и пасишта. Заедницата при тоа предвидува и субвенционирање на индивидуалните земјоделци во текот на ова и идните години. Поради големото значење што го има производството на сточна храна за нашето стопанство, утре во Охрид започнува со работа Југословенскиот симпозиум за фуражните растенија. Доктор Катерина Иванова Банџо, професор на Земјоделско-шумарскиот факултет од Скопје, е председател на организациониот одбор на симпозиумот. Професор Иванова, ве молам, зашто се расправа на симпозиумот? Овој симпозиум е втори југословенски симпозиум за производство и користење на крвните растенија, фуражното производство. Разбира се дека ова прво ќе биде смотра на научните достигнувања во нашата земја, Југославија, и заради това ние побаравме и добивме, као организациони одбор, добивме голем број трудови. Пријавени се околу 64 научни труда од различита проблематика, со различита проблематика. Вие секако ги прегледавте дојдените трудови? Да, трудовите се прегледани и бидејќи оваа фуражна проблематика е малку поспецифична од земјоделската проблематика за другите култури, бидејќи као што е познато, таја не служи директно као робно производство, а треба некој друго живо, да речам, суштество, да ја преобрази во робно производство. Тоа е преку добитокот. Од тука таја носи и специфични проблеми и во науката, понатамо и во производството и разбира се во производството за кое е наменето, во сточарското производство. Меѓу овие 64 труда има, така да ги, ако сакаме, ако можеме во известна мера да ги групираме, можеме да најдеме 5 или 6 групации каде што се поедини проблеми разгледуваат. Тука е прво проблемот за мелиорирање на природните тревници, потоа проблемот за затревување и подигање на крвна база на брдските и планинските подрачја, проблемот со повеќе годишните легуминози, каде посебна тежина во целава наша земја се дава на луцерката, проблемот со втори култури кои е и во Југославија, а посебно кај нас во Македонија, од посебен интерес
со ова подигањето на мелиоративните системи, за нали, наводнување, донесувањето на вода, семенарството во врска со фуражните култури, така, значи, едно групирање на целата таа проблематика и задаток на симпозиумот е да научно ги размотри, нали, да ги размотри тие научни постиженија и да во известна мера се вклопи правилно во производството на фураж. Затребувањето воопшто по нашите ридско-планински подречја особено има и друга практична цел. Борбата со ерозијата е многу важен проблем, а сметаме на овој начин е многу сретно решен. Од една страна ќе се заустави таа ерозија. Ние имаме многу добри резултати во Охридско, за кои вие веќе изнесовте пред известно време, преку телевизија, а од друга страна ќе се створи и база за едно добро сточарство на кое ќе базира, велам, опстанакот на становништвото таму. Да не навлегувам во сите оние стратешки, важности, така натаму на ова подрачје. Јас ви благодарам на искажувањето. Драги гледачи, сакам да ве обавестам дека ние, нашата екипа, ќе го следи работата на симпозиумот и за донесените заклучоци и воопшто работата на симпозиумот ќе ве информираме во наредните наши емисии. Емисијата ќе завршиме со музички прилог од Охрид. Познатиот ансамбл Билјана ќе ја исполни народната песма "Ја излези стара мајко на пенџере". Емисијата ја реализираа уредник и водител инженер Миле Грубчев, снимател Васил Василевски, тон сниматели Ѓорги Билбиловски и Слободан Деспотовски, осветлители Љупчо Јаневски и Павле Штерјовски, монтажер Лилјана Неделкова.